Здраво дечки, денес сум повторно во Палма де Мајорка, како што најавив со претходното видео со Opel Mokata. Кажав дека ќе има уште нешто интересно наскоро, тоа е Grandland плагин хибрид. Пред скоро време официјално пристигна и се представи Grandland во Македонија. Многу поголем, многу грандиозен, дефинитивно грандиозен, му одговара како синоним за она што е Grandland, бидејќи стварно во секој аспект Grandland е фантастичен, грандиозен, ама не го зборам ова бидејќи сум во Палма де Мајорка благодарение на Opel, туку стварно бидејќи тоа го мислам за оваа нова генерација на Grandland. Инаку ова е плагин хибрид, наскоро ќе имам прилика да го возам и стандардниот, класичниот Grandland да го кажам. Плагин хибрид, комплетно друг мотор, комплетно други перформанси, најдобриот избор според мене ако зборуваме во поглед на потрошувачки перформанси е конкретно ова. И тука во Палма де Мајорка можам многу убаво да го искусам во целиот овој предел. Ајде вака, визуелно да кажам прво од претходната генерација е многу поголем, многу поубаво, многу повпечатливо е сега направено сето тоа. Предната маска, како што можете видите сега целосно осветлена. Инаку интересен момент конкретно за оваа генерација на Grandland е тоа што тука имаме 50.000 лумени во овие светла. Ова се најдобрите светла што може да постојат во моментов на пазар. Opel од секој пат нуделе многу квалитетни светла. LED Matrix е нивна технологија која што тие ја имплементира и тие ја надоградуваат се подобро секој пат. Ова не можам да ви опишам навечер колку добро осветлува. Што значи тоа? Имате долги метражи пред вас осветлена површина и ако има возило и од вашата страна и од спротивна насока, светлата така прават се обликуваат околу нив да не им пречи на останатите патници, а вие сепак да имате најдобро осветлена површина. Дополнително на тоа, сите знаци други рефлектирачки елементи кои што може да налетаат на пат, нема да ви пречат, односно нема да се отсликува, да се враќа таа светлина назад. Многу добри светла, не можам доволно да ви објаснам колку се добри. Треба седнете да извозите и ги искусите за да сватите колку добро Opel го има направено се тоа. Инаку предниот дел одговара со тој нов дизајнерски јазик, како што кажав, и со Mokata, односно најмладото SUV трио кој што го нуди Frontera, Moka и Grandland. На задниот дел, како е тука напред осветлено, така и позади, и особено многу ми се допаѓа тоа што тука во овој дел се впишани Opel буквите, односно тие сега се осветлени, додека Grandland буквите се втиснати во самата врата. Многу сето тоа убаво изгледа со овие сјајно пијано пластики од страна. Не знам тоа колку е практично, но дефинитивно многу добро изгледа. Како плагин хибрид изведба, сега ми е заклучена, имаме еден отвор за нормално за бензинскиот мотор и другиот отвор за полнење на батеријата. Сега ќе се префрлам внатре, бидејќи сакам да ви покажам колку добро е се сработено и внатре, и после тоа ќе почнеме малце да го возиме тука низ Палма де Мајорка. Имав прилика да го видам во Скопје пред да дојдеме тука во Палма де Мајорка. Тука малку повеќе го искусувам и не можам да си поверувам едноставно сам на себе колку Opel многу вложиле внимание во интериерот. Мислам, не дека Opel не вложиле многу внимание во другите модели, апсолутно, јас кажам дека особено кога влегува во Stellantis групацијата, Opel како да се препороди, но Grandland, дечки, ова е вау, многу добро сработено од овие материјали тука кои што се меки, многу убави на дофат. Значи, едно е да се меки пластиките и да можете се подпрете и да не ве боли. Друго е кога имаме ваков еден убав материјал кој што е мек, кој што е убав на допир и кој што убаво изгледа. Многу убаво изгледа тука внатре. Би кажал дека можеби Grandland го има најубавиот интериер во моментов
во поглед со конкуренција. Многу добро, многу убави материјали, се ова што го гледаме рециклирани материјали се тоа што се искористени, многу убаво, многу квалитетно. Истото го кажав и со моката, не е дека со рециклираност одиме чекор назад, туку одиме чекор напред. Многу убаво сето тоа функционира. Но исто така тука имаме и алкантара, седиштата кои што се кожни и Opel, да, од секој пат ги имале најдобрите седишта, но овој пат чекор напред, бидејќи стварно ова се фантастични седишта. Што значи тоа? Тука направиле едно вдлабнатување во средината за да не се прави притисок на рбетот, да не се прави на таа коска, особено на подолги патување, знае да здоболи тој дел од кичмата. И ова е многу кул, многу практично и мислам седиштата како седишта се фантастични, но тој конкретно елемент е дополнително по-интересен. Друга работа е што тука можам седиштава да ги буткам, односно да си ги продолжам напред дополнително ако имам опција, јас тоа го обожавам бидејќи така некако нозете убаво ми легнуваат и како да лежам во кола. Друга работа околу интериеров е неизбежно овој 16-инчен екран кој што е огромен, мислам огромен, доволно голем, но не е така висок бидејќи Opel имат направено детокс елемент кој што значи дека се одредени работи изменети на таков начин да не му пречи на возачот, а сепак да се тука присутни. Што значи тоа? 16-инчен долг е, но не е така висок екранот, што мене не ми пречи при возење да ми штрчи екранот, да ми пречи да ме нервираат сите нотификации кои што ми стигаат, а повторно секој пат кога ќе сакам нешто да видам, да ми е тука прегледно. Така да многу кул ова го направиле и стварно многу ми се допаѓа и едноставно ова ми треба кога станува збор за едно модерно возило, но не така да се истакнува со огромни екрани кои што ќе ми бидат како телевизор натре. Пред возачот имаме уште еден екран кој што ги покажува сите информации кои што му се потребни на возачот, што е супер. И напред имам head-up дисплеј кој што е огромен со многу информации на него и она што е добро што предходните head-up дисплеи на многу други модели, не само на Opel, тука и на други брендови, со одредени наочари не можеа да се гледат. Тука веќе сето тоа изменето и имате убав екран. Друга работа што е многу кул, прво истиот материјал од горе од вратите го имаме тука доле и оваа вратничка е многу кул, бидејќи од оздолу имаме една остава за телефонот со два USB порта, но имаме уште една тука остава која што можете да видите, ова е полупрозирно и многу кул, многу практично. Тука имаме бежичен полнач и тоа е добро бидејќи кога ќе оставам телефонот, ми се полни, си го затварам ова и ако ми стигне некоја нотификација која што ако е поврзан телефонот со системот, ќе го видите тоа на системот горе на инфозабавниот систем, но ако нешто ви треба, повторно можете ги читате сите информации кои што доаѓаат бидејќи ова е полупрозирно. Друга работа што оваа остава за шишињата е вака подвижна, е многу кул, бидејќи е многу попрактично, можете си играте како сакате и онака како што ви треба. Многу длабоко остава под наслонот за раката, со оваа остава кој што исто така може да се движи напред-назад. Многу кул. Ми се допаѓа што се оставени одредени физички копчиња за климата, бидејќи лесно доаѓам до неа. Системов морам да ви кажам по не знам кој пат дека е фантастичен, поделен во некои 3-4 секции кои што можете различно си ги користите и различни работи да се поставите, но исто така дел за вас за возачот, дел за сувозачот да ги користи. Вау! Префасциниран сум и не го кажа воланот. Воланот кој што го има тој нов дизајнерски јазик како што го кажав и со Opel Mokka. Ај сега се префрлам позади да видиме колку е практичен Grenland. Пред да влезам натре морам само да кажам дека убаво и широко се отвараат вративе и можете многу лесно и едноставно да влезете внатре. И сега кога ќе влезам внатре, мора да признам дека целата таа измена во поглед на дизајнот, зголемувањето, односно станување уште по-грандиозен, резултира со многу поголем комфор и тука на задните седишта. Мислам, предното седиште веќе е наместено според мојата возачка положба, а гледате колку простор имам за нозето, што е супер фантастично, простор за главата, иако имам панорама и носам капа со мене, но имам доволно простор и да ми биде сето тоа многу убаво и плюс
овозможиле комплетно рамен по тука доле, што кога ќе се возат тројца патници, тоа нема никаков проблем да биде, бидејќи нозете можете си ги ставите во средина, можете си ги ставите и од страна и да не пречите на никого од страна. Многу убаво. И нешто што мора да признам, седиштава тука се прекомотни, премеки. Ја не можам да ви објаснам, мора да го пробате, да видите колку седиштава Opel стварно се број 1 кога стана збор за седишта. Дали напред, дали тука позади, фантастично. На средниот дел тука за дополнителна удобност имаме еден настон за раката со две остави за шишиња, еден држач за телефонот, лесно достапни ISOFIX куки. Нешто што мора да ги пофалам многу Opel, што имаме грејачи на седишта тука позади, но не само што имаме грејачи, туку имаме грејачи со 3 различни нивоа, што не секој го нуди тоа, односно јас до сега не сум ни приметил дека некој го нуди. Тука имаме една мала закачалка која што може да се искористи дополнително и сега се префрлам позади, инаку материјалите кои што се искористени тука позади, го нема за жал тој мек материјал тука горе, но е убаво и се квалитетно сработено, додека багажниот простор, нешто друго што кај него ме фасцинира, тоа што покрај тоа што плагин хибрид не е намален багажниот простор, бидејќи батериите се поставени под делот кај седиштата, што значи дека тука околу багажникот го имаме истиот капацитет, плюс под оваа даска имаме дополнителен простор за зостава што може да го искористиме. Комплетно е рамен со ивицата на браникот, што е супер при товарење и стоварење на потежак багаж. 12 волтен приклучок за струја, куки за качалки, многу кул. Автоматски отварање и затварање на багажната врата и сега конечно да го провозам тука низ Палма де Мајорка, да го видиме тој плагин хибрид како функционира. Сега околу перформансите мора да истакнам прво вака. Гренлен вози страшно многу убаво, многу комфортно, многу меко. Она што го дознав од презентацијата од вчера, односно деновиве, за Гренленд е следново, дека инженерите, бидејќи еден многу интересен факт, да, Opel е дел од групацијата на Stellantis, да, делат некои слични платформи и мотори и така натаму, окей, но она што е интересно е што целиот продукт е склопен во Германија и голем број од сите тие инженерски делови се осмислени баш во Германија. Сега следното што сакам да го кажам е дека како плагин хибрид има нормално малку поголема тежина поради батериите кои што се поставени во подот тука под седиштата и тоа бара малку подобра амортизација, бидејќи обично кај плагин хибридите и електричните возила се случува едно тресење, односно обично кај повисоките возила нели се случува клатење поради гравитацијата, тука се случува едно нагоре надоле тресење кое што знае да биде непријатно. Тука тоа во Гренлен го нема, доста удобно, доста меко, многу помагаат седиштава, бидејќи седиштава се страшно многу удобни, но самиот Гренлен не отскокнува воопшто на никакви дупки, бидејќи тие амортизери кои што ги имат направено се прилагодуваат цело време на патот и на самата брзина на возилото кое што има. И сето тоа овозможува да е Гренлен многу по-мек. И затоа Opel може да си каже дека Гренланд е баш грандиозен, бидејќи се чувствувате грандиозно тука додека се возите. И сега во поглед на перформансите, обичниот, стандардниот Гренланд да го кажам, доаѓа со 1, 2, 3 цилиндра, додека тука имаме нов мотор 1,6, нормално заедно во комбинација со електромоторот, кој што во комбинација произведуваат 196 конски сили и 350 ньютон метри обртен момент. Тоа е страшно многу. Тоа е сосема доволно за да имате чувство дека возите многу моќен автомобил кој што во секој момент ќе ви пружи перформанси кои што нема никој пат да ви бидат малку. Но она што е друго интересно конкретно за тие перформанси, што во комбинација ви овозможуваат, они кажуваат комбинирана некаде околу 900 километри, но според некои нивни тестирања и според она што можем да го видиме од овие неколку дена што го возиме и малтретираме, комотно може да извози и над 1100 километри.
комотно може да излезе, ама најсериозно тоа го мислам. Инаку само на струја кажува дека има некаде околу 80 км рейндж. Исто така и тоа верувам дека во градски услови може да биде и многу повеќе. Едва и чекам искрено да дојде во Скопје за да го тестирам максимално, да му извадам маста, што би се рекло, за да видам колку реално може да се помине на струја, бидејќи ова што во моментов тука го гледаме е фантастично. Инаку, иако е доста поголем, доста помасивен, многу лесно се управува, многу меко, многу елегантна вожња имате кога станува збор. Едноставно не му се чувства големината. Тоа ми се допаѓа, што е голем, практичен, масивен и се, но не му се чувства големината од аспект да се чувствувате вие нелагодно кога го возите. Тоа е еден голема позитива. Сега, пак ќе кажам, ова е интернационална премиера, едно представување кое што многу сум среќен што благодарение на вас и на Opel има можност да дојдам и да ви го прикажам сето ова и да бидете меѓу првите кои што ќе го дознаете комплетно овој модел. Секако кога ќе пристигне во Македонија ќе може многу подетално да го видиме, тогаш ќе знаеме и точни цени колку ќе биде од прилика возилото, така да направете subscribe, ви благодарам многу уште еднаш, им благодарам многу на Opel и Opel Македонија што едноставно ни го пружаат на нас ова искуство. Ви благодарам многу, направете subscribe и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!